Добар ден, почитувани присутни, медиум и јавност. Продолжуваме со Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на Општина Битола. Да продолжиме со дискусијата, бидејќи дискусијата не е завршена. Дали некој бара збор? Повели Габриела. Барам заклучоците кои што ги предложил некни да ги поставите на гласање. Доколку ги немате запишено, ќе ви ги повторам. Да резимираме, за да биде појасно. Значи, во деловникот, иако никаде не е наведено дека на комисии се носат заклучоци и препораки, и поставувањето и разрешувањето на директор не е во надлежност општо на Советот, оваа точка, како ваква, односно овие точки како вакви, и да се постават, ќе бидат безпредметни, но по членот 29 предлозите може да се дават на седница, и ако смета предлагачот дека е тоа итно и дека е потребно, како таква, ако смета самата таа, може да ги постави и на дневен ред и да се викне итна седница. Тоа е моето мислење. Дали може на писмено да ми доставите каде пишува дека не сме никој да поднеси било какви предлог заклучоци на комисија, и ќе ве подсетам наназад дека не постои скоро комисија каде што сме имале точка на дневен ред информација и истата не сме ја завршиле со заклучоци. Ве молам да ми доставите на писмено и да не ми го кршите моето прво пред се демократско право, а потоа правото на граѓаните кои што ме гласале, и истите да ги поставите како точки да се гласат. Вие немате легитимитет да кажувате дали нешто е безпредметно или не е. Затоа на крајот одлучува актот кој ќе биде или нема да биде потпишан. Ке повторам, се работи директно за загрозување на здравјето на граѓаните. И сметам дека како јавно избран функционер треба прво да размислите, а потоа да ви биде страм што одбивате да ставите на гласање вакви заклучоци. Ве молам на писмено да ми доставите и мене и на членовите на комисијата. Председател Келиевска, значи го кажав исто и во резимето, дека во самиот деловник не постои, значи ниту е наведено дека на комисиите треба да се носат. Било пракса, можеби, да. Сме имале комисии, меѓутоа не е правило, и тоа затоа не можам на писмено да ви доставам, треба само да се отвори деловникот и да се прочита. И никој не ви ускратува никакво право вас. Значи повикајте итна седница. Добро, кажете ми тогаш вие што ќе гласате денес на комисија. Значи извештајот не се гласа. Значи само ќе констатираме и заклучоците и препораките што се даени тука ќе си влезат во записник какви што се. Значи вие денес зашто сте викнале комисија? Ние ја викнавме, односно се договоривме за седницата. Не се договоривме, 31 советник гласаше, нема овде договори, значи, како што има за камери. Оставете ме да се доискажам, ве молам. Значи, ние се собравме за да ни дадат извештај. И сега, имаше препораки на самата комисија. Тие ќе си влизат во записник. И јас ве замолувам доколку, значи никој не ви ускратува никакво право. Слободно викнете итна седница и предложете ги овие работи, ако мислите дека треба. Вие не само мене што ми го ускратувате правото, му го ускратувате правото на битолчани. Вие, колешки Георгиевска, пишувавте статуси на социјални мрежи, кога имавме 405 загадувања, луѓето да не излегуваат надвор. Денес сакате да го оправдате директорот и градоначалникот кои што јавно повикувале најмладата генерација да излези надвор. Ова е само показател колку ви се поважни партиските од граѓанските интереси. Ви благодарам. Добро знаете дека тоа не е така и дека слободно имате можност да викнете итна седница и да ги ставите точките доколку вие сметате дека треба. Значи се влегуваат препораките. Повелете, извини. Извинете, председателке, би сакала да се согласам со колешката Илиевска, бидејќи како што кажавте вие, токму точката на оваа комисија беше за извештај за работата и токму овие заклучоци мислам дека произлегуваат од дискусијата која ја слушнавме од јавните предпријатија и мислам дека овие заклучоци се поврзани со темата, односно со точката која што имавме на разгледување на оваа комисија,
односно за извештај зашто општината презела како действие и од тоа што го слушнавме можеме да кажеме дека овие два заклучоци кои што се бара да се стават на гласање е заклучок од тој извештај дека јавното претпријатие Паркинзи повикало да се организира масовно лизгање и со тоа ја загрозило безбедноста на граѓаните, а другата точка е дека јавното претпријатие Комуналец не постапи како што треба. И демократско право во демократско општество е на комисиите да побараме да се донесе заклучок и да влезе во записник дека на оваа комисија советниците кои се членови на комисијата за животна средина мислат дека некој во градот не постапил правилно и го загрозил животот на нашите сограѓани. Затоа, колега, по примерот на Борче Карлевски, значи советник од вашите редови, кажа препораки, излего е наредните денови на терен, на граѓаните да одлучате дали сработиле или не сработиле како што треба, па повторно ќе кажам, значи ние не сме надлежни како комисија и како совет некого да разрешуваме, односно да ставам јас точка на дневен ред за именување или разрешување на некој директор, и затоа повикав, не е ничие право ускратено, слободно, нека се свика итна седница и ако смета председателката на советот дека треба да бидат овие точки на дневен ред, слободно нека повика. Значи јас не се бунам, ништо не викам. Кажувам само како ќе постапувам. Се консултирав со правна служба, се консултирав со повеќе страни, значи не само Со правната служба на општината се не, значи со консултиравте? другите, ете ви по деловникот и после, значи не зборувам за инет и ништо. Слободно повикајте на итна седница и тоа е тоа. Имам уште еден предлог, доколку не кита вие заклучоци да ги гласаме, тогаш ве повикувам сите тука, доколку еве и вие кажавте дека не се противите и се слушувате, бидејќи имаме сега можност како граѓани да ја тужиме општината за загрозување на здравјето, а согласно тоа што градоначалникот можеби не го известил па директорот на Паркинзи дека сме во фаза на алармирање, тогаш еве бидете солидарни сите заедно да поднесеме тужба до општина Битола за загрозување на здравјето на граѓаните. Еве, вие прва имате можност да се изјасните дали сте за тоа. Прво треба да видиме со директорите или со градоначалникот на какво мислење се, дали биле информирани или не биле информирани. Значи, Габриела, оваа комисија е од таков карактер. Значи, затоа ви реков, слободно, и ако сакате да дајте предлог таков, свикајте итна седница, ќе се собериме и ќе одлучиме сите заедно дали треба или нешто или не треба. Колешки, официјален допис има од Министерство за животна средина, каде сите се известени за состојбата со загадувањето. Немојте да ми кажувате дека аз треба да чекам нечие мислење. Значи, граѓаните беа загрозени, а некој упорно тоа го спроведил спротивно на нивното здравје. Толку имам да ви кажам и сметам дека денес е срамота што сакате да ги одбраните партиските интереси и партиските директори. Жално и срамно е ова. Во ред, тоа е легитимно ваше мислење, сите имаме различно мислење и сите имаме различна перцепција. Сите заклучоци и препораки што се дадени на комисијата ќе си влезат во записник, бидејќи е ова извештај, значи немаме гласање на денешната седница и ја затворам. Ви благодарам. Борче. Председателке, Не кренавте рака. значи не кренавме бидејќи влегувате во правни лабиринти кои што треба друг некој да ги решава, меѓутоа тоа е вака. Зборуваме за извештај што општината има работа. Во меѓувреме се уште ситуацијата е алармантна. Значи моментално е 93 микрограми, моментално сега во моментот. Многу лошо е. Во сабањето беше 113. Дадовме две прекораки, како што рековте. Нити едната, нити другата во меѓувреме во 4 дена не се употреби. Нити со сообраќајот се уште тешките товарни возила врват низ центарот на градот, нити со аеросолна метода се прскат улиците. Денес зборуваме еве за извештајот, така да сакаме да продолжиме. Немаме нити еден представник од општина Битола тука. Нити од Оделение за животна средина, нити од комунални дејности, нити еден представник немаме. Нити од инспекторатот. Значи, зошто беше продолжението? Еве да дискутираме, да прашаме
Имаше и други прашања, се сеќавате, кои што ги прашав, рекоа не сме тие што треба, сигурно ги известиле внатре луѓе, не поставја некое прашање кое што не можеме да одговориме околу таа работа, дали го известиле Министерството за внатрешни работи, се сеќават и други работи кои што рекоа дека не се надлежност на таа. Не знам, затоа велам, зошто толку несериозен пристап од страна на општина Битола спрема состојбата, ајде, не комисијата, ние сме советници, можеме, како што рековте, зборуваме на седница, меѓутоа, зошто несериозен пристап према граѓаните, општина Битола? Значи, поставивме прашања, имаше одговори од страна на стручното лице кој што се занимава тие работи или дискусија која ќе развива меѓу представниците, ни тоа не се зеде во обзир и денес оставаме на советниците, кои што, ајде да сме представници на граѓаните, меѓутоа не сме толку релевантни да зборуваме за таа работа, кога зборуваме за извеште. И денес нити еден представник од општина Битола повторно нема. Толку сакав да нагласам дека тоа е максимално несериозен пристап спрема граѓаните и состојбата на страна нас. Значи ние на комисија сме друго прашање и на седница, меѓутоа граѓаните и општината. Тоа сакам да го кажем, бидејќи не можеме поќе да дискутираме за точките, за да прашаме дали во меѓувреме нешто се случило. Иначе, колега Корлевски, мислам дека бевте до крај на комисијата, така, првиот пат. Единствено се прекина комисијата заради тоа што немаше кворум. Значи, дадовме неколку паузи за да се види дали е нешто правно, неправно издржано. Без разлика што велите тука не сте за да знаете, за да прашувате, за да гледате дали е нешто правно или не, морам јас да прашам дали е тоа, бидејќи според деловникот и статутот имаше прозивка и од претседателката на советот, че јас морав да видам. Мојот став е тој, каков што е. Не велам да не давате препораки, за тоа и се собравме. И за тие другите работи, забелешки што ги имавте во ред, значи не значи дека ние не се сложуваме и се излезе на терен и се сработи тоа што не е сработено, се надевам дека ќе се сработи денес сутре, значи мора да има некаков резултат, да се види резултатот од тоа вие што го баравте. Значи ништо не е проблем. Проблем е легитимноста, односно безпредметното поставување на точката на ваквите комисии. И затоа така и предложив на претседателката. Ништо повеќе. А заклучоците и моите заклучоци се разгледани во овие 5 дена? Или само на Корлевски? Бидејќи рековте дека се разгледуваат предлозите. Не. Кога ги Зборувам разгледвавте? за препораките што ги даде А не е Бурчев. препорака дека треба да Корлевски. одговара некој кој не спроведил мерки кои биле наложени со закон и со алармирање од Министерство за животна средина? Ама Габриела, ние не можеме да ги ставаме, не можам да ја ставам како точка. Вие, колешки, денес ништо не можете. Добро, сега смислам дека сме доволно цивилизирани луѓе за да се разбериме на правилен начин сега. Кога се работи за здравието на граѓаните, цивилизираноста треба да биде на врвот. Вашата денес очигледно е само за партијата. Вас во моментот, ако не ви се важни заклучоците кои јас ги кажав и ми кажувате за некакви препораки, тогаш вашата дискусија е безпредметна. Препораките, значи, ќе си влезат во записник. Можете да викнете итна седница. Значи, ништо не е ускратено, ни едно право. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Значи, Повели. единствено се извинувам, претседателке, што ја метнам. Значи, ако се сеќавате на самиот почеток на оваа втората седница, рековте дека не е затворена, дека продолжуваме со дискусија. Да, може да има дискусија, затоа. Не можеме да продолжиме за дискусија, бидејќи зборуваме за извештај кој што е сработен од општината. Представник од општината нема. Како ќе разборуваме што сработили општината кога нема представници од општината? Тоа што треба да правиме политички говори меѓу нас самите, така да се препуцаваме. Навистина што нема да биде нити долично за граѓаните, нити ефективно. Пренесете му на општинската администрација. Не сериозно, не може на седница на комисија да нема представник нити еден. Небитно што мислеле, меѓутоа тоа сакам да ви го, значи мора да му го пренесете тоа нешто. Бидејќи вие самата рековте, продолжуваме со дискусија. Дискусија не може да правиме ние меѓу сами себе си кога разговараме за извештај што сработило општината, а да нема представник од општината. Тоа е сега главното прашање. Продолжуваме со дискусија по извештајот за работата на општината во врска со загадениот воздух, представник од општината нема. Завршена темата. Корлевски, тие беа и тие до самиот крај на комисијата претходниот пат.
Значи, дискусијата не ја затворив, меѓутоа прашањата кон нив веќе десетина минути беа прекинати, иначе известувањето за продолжување до сите стигна и сите знаат и во општината и тука дека во 11 часот денес имаме продолжение на таа седница. Значи, Не ве ние сме тука. Значи не ве, јас само пуштам Така, порака. така, значи, јасно, не, немам добро, во ред. Во ред. Јасна намера, само го кажувам. Во ред. Повелете, господине. Добар ден на сите. Ќе се обидам малце стручно да ги разгледам анализите на ова што се до сега направено. Во однос на законските претпоставки што постојат и обврските што следат од општината Битола, едно тоа е размена на информации и информирање на јавност. Имате пропуст направено во однос на информирањето на јавноста на веб страната. Информацијата што е објавена на веб страната на 23-24, кога се работеше за алармирање на прак на информирање на јавноста, само да го отворам. Значи, дадат информација која што на веб страната, може да ја спуштив, се дава информација за надминување на прагот на алармирање, со податоците дека на 21 и 22 имаше 172, едниот ден, другиот ден 160. Тоа е, значи, праг на алармирање. Во податоците што се дадени што општината Битола во периодот на зголемено загрижување ќе превзема, даени се мерки кои што се однесуваат за превентивно мерки, за превентивно извршување кога имаме прак на информирање. Министерството за животна средина даде прецизни насоки и напиша кои се тие мерки што треба се превземат во однос на кога се преминува прагот на алармирање. Меѓу другото кажува дека треба да бидат ослободени од работа лицата што се над 60 години и тие што се загрозени за животна загрижувачки. Ова го немате напишано во веб страната на Министерството. Ова значи дека сте направиле превид или правите копи-пейст кога беше прагот за информирање. Ова е за службите. А ова нешто, ако го прочита некој, неук, општинијата ќе види дека таму само треба да се боди, да не можат да излегуваат и сите работи. А во мерките за алармирање, како што ви е посочено, има други мерки кои што се поригорозни. И тука има направено превид. Ова кажува дека една од, морам да кажам, несериозноста на општинската администрација, итни мерки во однос на прагот за алармирање, да ви ги посочам, е да се ослободат од работни обврски бремени жени, лица постари од 60 години и така натаму, ограничување на активности на отворен простор за децата, да се реорганизира работното време, забрана за одржување спортски надпревари, на градежните компании им се наложува да вршат контрола и да ги испрашуваат да вршат користење вода за намалување на прашина, контрола на нормално на инсталацијата од Б интегрирани дозволи и да се зголема инспекцијскиот надзор. Овде ви е напишано само дека ќе се прави модерен инспекцијски надзор, чистење на атмосферските шахти, миње на улиците и затворите. Строга забрана на користење на горење. Оние подобро платените, како мене, ова кажува дека ова е мерка за прак на информирање. А прагот на алармирање е малку поригорозни и пообсежни мерки имате. Втора работа, обврска е, и согласно законот за амбиентален воздух, кога имате соработка со Министерството за животна средина, должни сме, сите како општински администрација, должни се да извршите целосно информирање, да пренесете информацијата од Министерството за животна средина. Таа беше објавена во локалните медиуми кај нас, АПЛА и другите, точно како што е следствено, меѓутоа општината тоа не го направи. Втора работа, општината што не направи, кога го добивате, кога добивте информацијата за прекин на прагот на алармирање, и тоа треба да се информира. Го нема на веб страната. Информирањето на јавноста не е целосно како што треба по законот за амбиентален воздух и по законот по член 27 од законот за заштита на амбиенталниот воздух. Мерки што би требало да бидат превземени, согласно законските надлежности,
Градоначалникот согласно член 27 точка 14, ставовите се таму напишани, има многу мерки што може да ги превземе и има надлежност и обврска. Можно е да се изврши и ограничување на работата на јавните установи кои се под надлежност на општината. Што тоа значи? Во периодот кога беше мерењето, кога имаше големи концентрации, од 23 до 28 во периодот од 7 до 15 часот имаше скоро високи концентрации на загадување над алармантно ниво. Ова мерно место, малце да ви кажам постручно, мерното место битуло 2 е во овој дел. Значи најчесто тука се вршат мерење на испуштање на загадувачки материи од јавните установи. Тука тоа сме сите сигурни во тоа. Јавната установа, односно општината, може со јавните установи да направи овај мој размислување што треба да го земете во предвид. Ограничување на работно време на јавните установи. Општината, пошто е голем потрошувач на нафта, годишно потрошувате трошите околу 60 тони нафта за грејење. Морам да напоменам дека вие не се греете само вие, туку помагате да се грее и економското училиште. Без разлика 60 тони нафта грејна сезона се трошат. Во овој опсек, од кај Стрежево до гимназијата Јосип Брз Тито, значи сите тие установи трошат текот на сезоната околу 150 до 160 тони нафта. Овој податок и овие мерења кои што се гледаат и треба да се согледуваат и понатаму, ќе ви дават мерки како да се вршат конкретни итни мерки кои може да се превземат. Општината, началникот може да ограничи работното време каде во општината на 50% или ќе работите од 9 до 2 и ќе го ограничите грејењето на 50% и порано ќе си дојдете, порано ќе доаѓате на работа. Што се случува? Кога има над 100 микрограми, кога е прекно информирање, сите доаѓаат на работа, доаѓаме нормално. Самото доаѓање на работа него со автомобили и тоа не помага многу во тие работи. Ова се мерки што ги кажувам, малце се може и вака, може и така, меѓутоа треба да се почитуваат и да се направи тоа нешто. Нормално дека општината, односно не може да ги забрани, нормално си има процедура кои дејности и кои државни установи може да се забранат или што не може да се забранат за ограничување на работите, посебно на инсталациите, бидејќи таму имаме член 16 кој кажува дека мора да се почитуваат производните капацитети на фирмите кои што имаат Б дозволи, интегрирани дозволи, не може да се забранат да му се ограничи производството од целост. Меѓутоа општината, надлежноста на општината на јавните установи може да ја ограничи со намалено работно време. Можно е кога беа и високи концентрациите, може да се организира и работа од дома, 50%. Значи имаат многу големи можности тоа да се направи. И треба да се практикува понатаму. Меѓутоа, сето ова што ви го кажувам, не може да биде земено и не го земат во предвид ако добро не се организирате како општина. Една од критиките и карактеристики што ги дава Министерството, генерално за сите општини. Проблем е нефункционалноста, бидејќи немате институционална организираност. Има само еден човек кој што е одговорен за животна средина. Согласно упатството од Министерството за животна средина, сите општини кои што имаат над 30.000 жители мора да имаат најмалце служба за животна средина посебна, а по можност и сектор, во кој што треба да има најмалце 3 оделенија. Порано беа предложени 5, меѓутоа со оглед во кој се вклучува инспекцијскиот одделение, меѓутоа сега инспекцијите, овластените инспектори во оваа година треба да преминат во државниот инспекторат за животна средина. Значи таквите ингеренции општината ќе ги нема во однос на инспекцијскиот надзор. Меѓутоа во однос на обварувањето и менаџирањето со животната средина, донесување стратешки планови и така натаму треба да го има. Со еден човек не можете ништо да направите. Само овој податок што ви го кажав, следење на параметрите што е согласно законот, има тоа врска, согласно 27 членот 27 од краткорочните акциони планови, точка 1 ви кажува дека мора општините да вршат контрола. Ако немате човек посебно кој се ќе ги следи овие работи, само за оваа тематика за која што сега зборуваме, не можете да ги земете сите мерки. Сето ова, како боди темелно анализирано, ќе доведи до тоа да се направат конкретни и да се изработат и краткорочни
и среднорочни и долгорочни мерки кои што ќе може да помогнат на ова да се работи. Сето тоа ќе донеси и ќе придонеси и за подобро организирање и донесување на подобри стратешки планови и акциони планови кои што треба да престојат во идниот период. Ви благодарам. Другата важна работа која што сега не е предмет за разгледување, меѓутоа, земајќи го во обзир дека загадувањето е и дел од влијанието врз климатските промени, како што во овој случај, најголемиот емитер на CO2 се точно овие институции, кај што ги имаме. Јавните установи. Покрај приватните домаќинства, кај што користат дрва. Меѓутоа, бидејќи општината нема надлежности во кај домаќинствата да влијае, бидејќи тоа се приватни, сепак општината може да влијае на своите јавни установи. Општински кои се надлежност на општината. Во Битола, годишна потрошувачка на нафта, од прилика имате околу 750 тони на нафта. И сите тие се од јавните установи, дали се градинки, дали се училишта и сите работи. Емитувањето на CO2, на CO е околу 20 до околу 5000 тони емитирано за време на грејна сезона. Како ќе го спроведите тоа, како ќе ги земелите тие работи, ако ги имате како еколошки билборди, меѓутоа многу далеко и подолгорочно и поевтино ќе ве кошта ако работите на проблемот со озеленување на површините. Многу едноставен, многу практичен и многу подоброчен. Бидејќи озеленувањето на површините, урбаното зеленило, го имате закон за урбано зеленило, и имате еден куп таму прописи и правилници што треба да се применат. Помага во многу да се намали квалитетот на воздухот. Во текот на зимскиот период, ако имаме еколошки острови, ако имате еколошки бариери, ќе се намали и бучавата, и прашината, а сето тоа ќе придонеси и за подобри климатски услови на локално ниво, на општинско ниво. Мислам дека тоа е една од најважните работи што треба да се преземат како долгорочни мерки, среднорочни во другиот период. Уште една забелешка, локалниот акционен план за животна средина што го изработивте, кој не е уште усвоен, меѓутоа ставен е на веб страната како стратешки. Напишани се краткорочни препораки, краткорочни мерки што треба да ги преземат. Краткорочна мерка не е 3 години. Ке го гледате тоа на леапот. Краткорочни мерки се од 12 до 24 месеци. А во краткорочни мерки пишувате дека ќе изработите краткорочни акциони мерки за заштита од загадување во периодот во 2027 година. Во законот такво нешто нема. Законот стриктно наложува дека изработката на краткорочниот акцијски план кој што сега го изработувате, кој што вие веќе доставен во министерство, вратено вие на дообработка, тој треба да се направи во рок од 3 месеци од изготвувањето на планот за управување со воздух кој што вие направено во 22 година. Имате малце тука недосогласности, односно не согледување, не пратење на законските надлежности во однос на животната средина. Дали е тоа од нефункционалност, бидејќи немате доволно административен капацитет, во однос на животна средина, очигледно туку нема, не сега, туку нема и од порано. Подхитно мора да се преземат овие мерки, за да може сите тие мерки што треба да се од законските надлежности, да може да се применуваат како што треба. Краткорочните мерки, овие интервентни мерки што сега стојат, за кои што сега разговараме, да се вратам на тоа, е чистење на улиците. Видов, беше објавено на видеозапис, каде што се врши чистење на кружниот тек. Отидов таму наредниот ден, само чистење околу кружниот тек. Треба да се чисти постојано. Временските прилики сега тоа го дозволуваат. Да напоменам дека на 28 кога беше прекинато алармот за алармирањето од страна на министерството, тогаш имавме 120-130 микрограми. Значи бевме над околу 100, под 150. Што значи дека мерките мора да применуваат. Согласно законот за возила има препорака. Во периодот, законот не го препорачува тоа, меѓутоа го препорачуваат од искуство и пракса другите општини. Во периодот од октомври до април, ако последователно 2 дена надминувањето на загадувањето на PM10 частичките над 50, кое што е законска обврска, мислам законски лимит, лимитот е 50 микрограми.
100 микрограми е план на алармирање, 150 план на информирање, 150 микрограми е план на алармирање. Кога доаѓа до концентрација над 50 микрограми на PM10 частичките и 25 микрограми на PM2 частичките, се препорачува ограничување на движењето на возилата, на сите возила во централното градско подрачје, со исклучок нормално на јавните служби, пожарна, полиција и другите што се многу битни сообраќајни средства кои што треба да извршуваат работата. Од Законот за возила имате посебен член 6, каде што кажува дека може да се користат зелени налепници. Тоа покажува. Зелените налепници се по функција на намалување на другата законска обврска на Европската унија што дава, а тоа се нулта емисија. Зони на нулта емисија. Тоа значи дека сите возила кои што имаат евро стандард над 5 кој возилата имаат таква лепенка која што треба да ја добијат во текот на при регистрација на возилата. Или оние евро 4 што имаат возила евро 4 и евро 3 стандард, меѓутоа доколку имаат инсталирано плински уред или се хибридни возила, тие може да се движат во тој реон, централно градско подрачје. Многу лесно, многу практично. Втората метода што ја применува е ограничување на достава на дотур од савајлето до 7:30 до 8 часот во централното подрачје и попладне во 18 часот доколку има услови за тоа. Тоа ви се краткорочни мерки кои што треба да се направат. Чистење на улиците редовно. Можете да видите дека во овие цела општина во град Скопје, мислам дека општина Центар ли беше или Кисела вода, со црева го чистат улиците, чисто многу убаво чистено, со црева. Нема проблем никаков тоа да се направи тука. Не е направено. Вчера ми доаѓа еден пријател од Прилеп и од Скопје, вели улиците ви се катастрофа, Скопје е почисто. Колега од Кавадарци ми вели што правите во Битола, кога во Битола град улиците се исчистени. Не е значи тоа немање средства или нема нешто, тоа е фактички треба да се организира човек. Такви се моите согледувања. Благодарам. Благодарам, господине, за вашето исцрпно и стручно изјаснување и за препораките, добрите препораки и за забелешките. Дали не повели, Петар? Јас сакам председателка да прашам само тие заклучоците рековте дека ќе влезат во записник без да ги гласаме. Па би сакал уште еден заклучок, како што слушнавме од стручното лице, да влези како заклучок дека општината не постапи како што треба. Можевме да слушнеме од стручното лице дека информацијата била со мерки за прак на информирање, не била со алармантно информирање препораките кои што се на страната. Сакам да влези тоа во записник и да влези уште во записник несериозноста од страна на општинската администрација и со тоа што на денешната комисија немаме представник од општина Битола. Бевме сите уредно известени дека комисијата не заврши во петокот, дека продолжува денес и тоа кажува колку власта несериозно ја сваќа темата со аерозагадување и изминатите 2 години, 3 остана нема, а проблемот си тлеи и наши сограѓани и сите ние страдаме од аерозагадувањето. Сметам дека не треба да се прави политика, но мора многу сериозно и одговорно да се сфати оваа проблематика и сите заедно да изнајдиме решение да се подобри воздухот, бидејќи сите дишиме ист воздух. Никој не е поштеден од загадениот воздух. Благодарам. Во ред, благодарам, Петар. Повели Чулаковски. Благодарам. Јас сакам да се заблагодарам исто така на господинот за исцрпните информации кои што ни ги даде. Меѓутоа, колешке, тоа не се препораки од господинот даени кон општината, тоа се законски препораки и мерки кои што законот во Македонија ги предвидува за сите граѓани на Република Македонија за да биде заштитено нивното здравје. Во моментот, вие како председател на Комисија за животна средина, една од најодговорните кои што треба да се грижи за здравјето на битолчани, премолчувате обид за убиство врз битолчани. Не ми ги превртвајте очите, ќе ве молам, бидејќи во законот добро стои. Прво, ви кажа господинот, кога прагот на алармирање бил надминат, немаме официјално известување на страната на општина Битола дека е надминат прагот на алармирање, него стои само прагот на информирање. Препораките кои што господинот ги кажа, зададени со закони во Република Македонија, важат за сите подеднакво. Општина Битола не е изземена од тие закони. Имало мерки кои што општина Битола морала да ги спроведи додека трае прагот на алармирање.
општината не само што не известила, не само што не превзела мерки, него директорот на Паркинзи во момент кога се забранети одржување на јавни настани на отворено, директорот на Facebook страната повикал битолчани додат на лизгалиште. Од друга страна, директорот на Комуналец, кој што треба да го чисти овој град, немал набавено средство за прскање против аерозагадувањето. И вие тука штитите партиски интереси, штитите партиски директори, наместо да се грижите за здравието на битолчани. И од друга страна, ние како комисија и како советници можеме да донесеме овде какви сакаме заклучоци. Дали ќе ги прифати градоначалникот, дали нема да ги прифати, тоа останува на него. Благодарам. Прво Чолаковски се извинува, меѓутоа не превртвам по битолски кажано очи. Значи легитимно е вашето мислење, имате право на ваше мислење. Значи Председателке, ама не е не то ми- мое мислење, то се значи, закони во те Република молам, Македонија според немој кои да ми што влегуваш во зборот и немој да викаш, не се плашиме никој тука. Значи никој не се плашиме зборове нормално, како што зборувавме до сега. Тоа е под број 1, под број 2. Никој не рече дека не може утре да се свика итна седница. Кое убиство, кои граѓани? Сега ви текна во 2 дена за убиството на граѓаните? Зашто да ми е срам, колешке? Значи, Колешке, сега кажав дека може дали- слободно да се викне итна седница. Значи, по прво не деловник и по вреѓате статут, сите и му, значи него, по деловник и значи, по статут, јас кажав по дека деловник и по постапувам. статут треба да ја водите комисијата. Вие не ја водите комисијата. А како не ја водам? Не ја Што е водите. ова? Не ја водите. Ајде се. нас не ни текна во овие 2 дена, а вие сте инаку да ве подсетам 4 години председател на животна средина, на комисијата. Кажете ми што вие имате превземено како председател на комисијата за животна средина за подобар воздух еве на битолчани. Кажете ми една иницијатива која што произлегва од вас или од вашата советничка група или коалиција, што и да сте таму, за подобро здравје на битолчани. Една, кажете ми што имате реализирано иницијатива. Една само, ве молам. Не сум прво 4 години, колега. И тука сме сите заедно даваме предлози. Не мора да биде то партиски предлог или од советничката Како група. председател на Комисија за животна средина, ве прашувам вас. Која една иницијатива во ова време, еве не сте 4 години, во ова време дури сте председател на Комисија за животна средина, колку иницијативи и колку решенија имаме превземено за намалување на аерозагадувањето од битола? Еве вас ве прашувам директно. Во ред немам што да лажам, значи јас дури сум председател, ништо немам јас лично мој предлог, меѓутоа кога што сме се состанувале, сите препораки ако се вратат назад сниманите комисии, значи секој Добро, предлог кажете си е... ми од коалицијата еден предлог што сте реализирале за намалување на аерозагадувањето. Еден од заедничките, не ваш личен. Од вашата коалиција еден предлог. Кажете ми за намалување на аерозагадувањето што сте го имали. Препораки од нашата страна, мислам дека... Не препораки, кои дејства сте ги превзеле како локална власт за намалување на Јас сум аерозагадувањето? председател на комисија, не сум Точно, локална вие сте власт, најодговорни од општина сите Битола. советници за аерозагадувањето од Ама Битола. вие ми зборувате за општина Битола сега, што презела општина Битола, дојдој А кого и дадоа да го- извештај за сработеното. Кого да го прашаме, вие сте Ние сме председател на консултативно тело, се собираме и даваме И препораки. донесуваме закони овде. Закони. Да. Заклучоци. Значи Чулаковски се знае кој треба да ги спроведи Ке ми работите. одговорите Ние сме колку советници. мерки сте превзеле Значи против јас не можам да аерозагадувањето? превземам мерка, пошто не сум значи не работам во општина, не сум општинска власт. Ние сме советници избрани од народот, имаме консултативно тело, комисија. Тука расправаме, значи ги кажуваме мислењата и даваме препораки, толку. Тоа е нашата работа. Јас не можам да излезам надвор да испроведувам. Јас не реков дека треба да спроведвате. Не, вие ми рековте што Ве имате прашав направено. што е превземено во врска со аерозагадувањето додека Во сте ред, вие зна- председател на Комисија за животна средина. Во ред, имаше извештај, кажа што е спроведено. Не Една можам кажете јас ми да вие кажам. работа што е спроведена. Од вас сакам да слушам една работа што е спроведена Си кажа, како мерка против аерозагадувањето. Снимена е комисијата, немам што јас. Не сакам од вас да кажам. слушнам една мерка што имате спроведена. Добро, сакајте, има снимена. Ќе ми комисијата, кажете, ќе ми си одговорите кажам, која нема е да ви една одговорам. мерка? Чекаме. Дали има друг прашање некој од советниците? Бидејќи нема, сите заклучоци и препораки
да влезат во записник. Процедурално барам заклучоците кои што ги предложив да влезат како што ги кажав, цитирани, и вие како председател на комисија, бидејќи не ги поставувате на гласање и кршите еден куп права, како што Не кажав кршам претходно, да му поднесите извештај на Советот во врска со препораките и заклучоците кои што беа предложени. Значи, имате обврска да ни доставите извештај за она што сме го побарале, односно влегло во записник, а не сакате да го гласаме, бидејќи со тоа вие земате обврска. Кога неките да гласаме заклучоци кои што ќе одат до градоначалник, тогаш имате записник со заклучоци препораки за кои вие треба да го подпишите. Значи, барам да влези во записник дека председателката на Комисијата за животна средина да достави извештај до Комисијата и до Советот во врска со заклучоците и препораките. Дали се реализирани или не? Ви благодарам. Во ред се, нека влезе во записник. Бидејќи дискусијата е затворена и гледам дека никој повеќе не крева рака, нека си влезат препораките и сите заклучоци во записник, комисијата ја прогласувам завршена. Благодарам.